Драги мои, ви посакувам добро утро и добро ни дојдовте во новото издание на Квадрат. Овој период од годината со право е наречен период за семејството, кога поминуваме најмногу време со семејството во нашите домови и сосема оправдано е да забележиме што во домот недостига и што би било тоа што би го направило уште поудобно место. Затоа овој период од годината е идеален за нови идеи, нови инспирации. И секако, за таа тема тука сме ние. А што конкретно ќе зборуваме денес и во овој квадрат, само накратко ви откривам во краткиот преглед на денешното издание. Еве што ќе гледате во новиот квадрат. Во новиот квадрат зборуваме за тоа кои се најсоодветни подни решенија за надворешниот простор. Зборуваме за декинг, зборуваме за тапетите, како да ги поставите, како да ги одберете и како да ги отстраните на најлесен начин. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Во овој период од годината и на овие температури надвор сигурно никој од нас не ни помислува да поминува време во дворот или во градината, но и тоа како размислуваме за идеи за тоа како би можеле да го уредиме за топлите денови кои ни предстојат со доаѓањето на пролета. Ние имаме една идеја и ја споделуваме со вас во прилогот кој следува во продолжение. Уживете! Композитни профили за изработка на огради, а подоцна и декинг подови, фасади и перголи почнаа да се појавуваат на американскиот пазар кон крајот на 80-тите години од минатиот век. Нивниот развој беше поттикнат од зголемувањето на количината на рециклирани полимери, но и се повеќе растечко интересирање на потрошувачите за подолготрени производи кои бараат минимално одржување. Во почетокот, првичните аргументи за продажба на композитните профили беа дека не содржат штетни и потенцијално опасни материи, дека траат значително подолго од дрвото и не бараат одржување. Во денешно време останале истите аргументи од крајот на 80-тите, но наметнати се и дополнителни барања во однос на безбедност, против лизгавост, против пожарност, отпорност на абразија, UV стабилност, продолжување на гаранцискиот период и друго. По половина декада работа со овие подови, производителите се сретнале со различни барања, ги следеле и воведувале иновации на пазарот и на овој начин се усовршувале. Декинг подови представуваат специјални подни одлоги, првенствено за надворешна употреба, како што се тераси, дворови, простори околу базени и градини. И од овие подови постојат два вида. Дрвен декинг кој се изработува од отпорни видови на дрво како што е тиково, ипе, ариш или бамбус. Бара редовно одржување како што се премачкување со масла, за да ја задржи бојата и отпорноста на временските влијанија. И композитен материјал направен од мешавина на дрвени влакна и пластика. Овој тип е исклучително популарен бидејќи не скапува, не пука и не бара бојадисување. Во светот на модерниот интериерен дизајн и градежништво, овие подови се синоним за квалитет, издржливост и естетска вредност. Луѓето избираат декинг подови од повеќе причини, првенствено поради комбинација на естетика, издржливост и лесно одржување, што ги прави идеално решение за надворешни простори како тераси, базени, градини и сплавови. Со децении индустријата за подови значително еволуираше преку разбирање на потребите на клиентите и обезбедување решенија што ги надминуваат очекувањата. Палубата е вид дрвен под што се користи за покривање на површини. Се карактеризира со висока отпорност на надворешни влијанија и температурни промени. Овие подови често се поставуваат на тераси, балкони, градини или околу базени. Терасите може да се користат и во сите други простории, како и во оние со висока релативна влажност, како што се сауни и бањи. Главни причини зошто декинг подовите се популарни се трајноста и отпорноста пред се. Декингот, особено оној кој е направен од композитни материјали или екзотични видови дрво, се исклучително отпорни на надворешни влијанија, вклучувајќи ги сите временски услови, како влага, инсекти и мувла. Бараат минимално одржување, за разлика од традиционалните дрвени подови кои бараат редовно премачкување и боење за да го одржуваат изгледот и заштитата, декингот речиси да не бара ништо посебно. Повремено чистење со вода и читка е сосема доволно. Естетика и пријатно чувство е уште еден од факторите за. Овие подови обезбедуваат луксузен, елегантен и природен изглед, што внесува топлина во надворешниот простор.
Покрај тоа, пријатни се на допир, а масивната дрвена просторија не се прегрева на високи температури, па затоа е пријатно да се оди по неа бос. Овие подови се наменети за надворешна употреба и се дизајнирани да издржат специфични услови, а на пазарот има широк спектар на шари, текстури и бои кои може да се вклопат во различни стилови и декорација. Многу модерни материјали за подови нудат еколошки опции, фактор што се повеќе луѓе го земаат предвид при изборот на материјали за својот дом. Подовите за палуби се изработени од најнова технологија, која гарантира исклучителна отпорност на абење, гребнатини и дамки. Специјалната површинска обработка гарантира дека вашите подови ќе го задржат својот оригинален изглед со години, дури и во простории со голем сообраќај. Декинг платформата може да се направи на сите подлоги, на земја, песок, бетон, преку керамички плочки или асфалт. Додека другите подови бараат комплетна подготовка на подлогата, како што е бетонирање или изработка на цементна кошулка, која значително го поскапува проектот, декинг платформите директно се монтираат на припадната конструкција, која е многу поволна и побрза за изработка од бетонската. Скриениот систем за врзување на патосниците со помош на клипса и штраф дозволува лесна и брза изработка на декинг платформата, без груби работи. Одговорното работење и грижа за животната средина се императив денес. Овие производи се произведуваат во согласно со строгите еколошки стандарди, користејќи материјали кои се безбедни за вас и вашето семејство. Повеќето подни облоги се 100% рециклирачки, што придонесува за зачувување на природните ресурси. Од изборот на идеален под па се до стручна инсталација. Нашите стручни соработници ви се на располагање, обезбедувајќи детални совети за одржување и грижа за нашите подови. Веруваме дека ќе го пронајдете совршеното решение за вашиот простор, со гаранција за најдобар сооднос цена-квалитет на пазарот. А овој период од годината е идеален и за собирање на идеи за тоа што би можеле да направите со вашите ѕидови кога ќе дојде време за тоа. Доколку на нив имате некои стари тапети кои повеќе не ви се допаѓаат и сакате да се ослободите од нив, ние ви предлагаме решение за тоа како тоа да го направите без многу мака, лесно и безбедно. Во продолжение го споделуваме со вас. Иако може да изгледа како лесна задача, отстранувањето на стари тапети е мачна работа која бара многу време и трпение. Колку и да ви изгледа лесно, оваа постапка може многу да ве натера да страдате и практично да ве доведе до работна повреда. Во случај да ја работите оваа работа во вашиот личен простор, што го реновирате или неодамна сте се преселиле во него, отстранувањето на тапети може да стане многу интересна активност, особено ако го правите тоа полека и во вистинско друштво. За правилно отстранување на старите тапети од зидот, прво мора да се наоружате со трпение, пошто е подобро да земете ваљак за варосување или подебела четка за сликарство, која може да ја потопите во топла вода, а потоа да ги навлажнувате површините. Доколку тапетите се многу стари и за прв пат ги вадите од домакинството, можете да пробате да нанесете топла вода со различни распрскувачи под притисок, како што се различни пумпи кои доаѓаат со производи за одржување на стакло, мебел, керамика, дрво или метални предмети. Кога темелно ќе ги навлажните тапетите, почекайте неколку минути водата да навлезе длабоко и да го одвои лепилото од вашата површина. Не чекајте предолго, бидејќи ќе мора да го започнете целиот процес одново. Кога тапетите добро ќе се впијат, намокрете ги уште еднаш и изгребете ја површината од еден дел. Почнете полека и постепено да ги влечете за да добиете моментална рутина и да добиете представа за целокупната состојба на работите и процесот. Проверите го типот на тапети. Пред да започнете, одредете со каков тип на тапети се справувате. Некои тапети се самолепливи и лесни за отстранување, додека други бараат повеќе напор. Најлесниот начин е да тестирате мал дел. Обидете се да повлечете агол и да видите како се однесува. Хартиените тапети обично бараат натопување со вода. Винилните тапети често имаат водоотпорен слој, па затоа прво ќе треба да се пробијат. Самолепливите тапети често може да се отстранат рачно, но внимавајте на лепливите остатоци. Ако тапетите не се самолепливи, прво треба да ги омекнете. Можете да го постигнете ова со раствор од топла вода и благ детергент. Алтернативно, користете специјални производи за отстранување тапети, достапни во продавниците.
Наполнете шише со топла вода и испрскајте дел од зидот. Оставете го да делува 10 до 15 минути. Ако зидовите се малтерисани, избегнувајте прекумерно натопување бидејќи водата може да ја оштети површината. Кога ќе ви остане малку хартија над зидот, слободно земете шпатула и завршете работата со нежен, речиси хоризонтален потек, за да не ја оштетите старата фуга под неа. Тапетите се направени од неколку слоеви кои се залепени на површината над зидот, па затоа е многу важно да ги отстраните додека се уште влажни и секогаш запомнете дека ова е единствениот начин правилно да ги отстраните. Добро заштитете ја просторијата во која работите, бидејќи процесот на отстранување на тапетите може да создаде неверојатен неред. Откако ќе завршите работа, потребно е повеќе време да се средат и да се исчистат подот и другите површини. Погрижете се да имате друштво и музика додека ја вршите работата за отстранување тапети. Во спротивно може да стане многу здодевно. Многу е важно да се напомене дека пред да почнете со било каква понатамошна работа, мазнење или боење, мора да почекате зидовите добро да се исушат. И сега, кога зидовите се готови, време е да му дадете нов изглед на вашиот дом. Дали тоа ќе бидат повторно тапети или некоја омилена боја, одлуката е ваша. И празните зидови се одлична основа за да експериментирате и да направите нешто ново што можеби во голема мера ќе го промени изгледот на вашиот дом. Што би било тоа? Погледнете во продолжение. Оптичките илузии почиваат на играта на бои. Големината, светлината, формата и перспективата на наблюдувачот. Тоа е она што предизвикува слика поразлична од реалната и што ни помага тоа да го свртиме во своја полза и покрај тоа што најчесто се користени како забава и вежба на мозокот. Дизајнерите ја научија оваа моќна лекција и веќе на големо ја користат при уредувањето на просторот, а искуствата докажуваат дека е корисна во решавањето на одредени недостатоци. Овде пред се ќе се сконцентрираме на боите, и тоа поконкретно на боите над зидовите, со цел создавање на ефект на поголемо, потопло, посветло или било која друга илузија. Една иста боја може да изгледа потполно поинаку ако се наоѓа на различна површина и позадина, а доволен е и еден дел поинаку да се нанезе, за мозокот да ни даде поинаква перцепција на целиот простор. Ние знаеме овие визуелни илузии да ги наречеме и трикови во уредувањето, а во продолжение ќе ви откриеме и дел од нив. Тесните и долги ходници, токму како и претесните соби, ќе ги прошириме визуелно со боење на еден од двата долги зидови со темна боја, а останатите со светла нијанса. Ова правило важи и за сите мали простории во кои сакате да внесете боја. Во становите со високи плафони, добар трик е да не ги боите до плафонот, туку границата да ја спуштите пониско. Ако просторот е висок 3 метри, обоени нека бидат 2 метри и 70 сантиметри. А кога станува збор за висина од 3,80 метри, боењето најдобро е да заврши до 3 метри и 30 сантиметри. На тој начин ќе внесете рамнотежа и оптички ќе го спуштите плафонот. Во спротивно, ако ставите боја до плафонот, просторијата ќе изгледа уште повисока. Сличен ефект ќе има овој трик и со ниските плафони, иако изгледа чудно и би рекле нелогично. Ако вашиот плафон е понизок од 2 метри и 40 сантиметри, зидовите обојте ги до висина од околу метро и половина или 1 метар и 70 сантиметри, односно малку над половина од вкупната висина на зидот. На тој начин ќе постигнете илузија на поголема висина, која може да се постигне и со вертикални линии. Спротивен ефект имаат хоризонталните линии, кои никако не би требало да бидат практика во ниските простории. Доколку живеете на поткровје, косите зидови никогаш не ги боите во темни или интензивни бои. На тој начин ризикувате да добиете на тежина, на видливост или премногу да доминираат во просторот. За да постигнете елегантен и смирувачки ефект, ограничете ја палетата на сродни бои со ист интензитет или употребете една боја во повеќе нијанси. Ако сепак сакате боја во просторот, нека биде тоа на вертикалните зидови. Различните зони во една просторија секогаш е добро да се одвојат.
Така, на пример, со помош на бои добро е да направите поделба помеѓу трпезарискиот дел со остатокот од домот, или најчесто со собата за дневен престој или кујната. Во малите простории боите се посебно погодни за раздвојување на зоните со различни функции. Со различна контрастна боја, обојте го од зидот на кој се потпира трпезариската маса, или пак работната маса, или можеби подот, и ќе ја забележите разликата и ефектот на боите. Доколку комбинирате аналогни бои, создавате хармоничен колоризам. Кога пак правите комбинација на комплементарни бои со изразен контраст, создавате интензивна оптичка игра. Темните интензивни бои можат да осветлат од сонце, затоа бидете внимателни при изборот и тој секогаш нека падне на квалитетен произведувач. Ако не сакате да го преплавите станот со бои, но не сакате ниту да се одречете од нив, во секоја соба создадете доминантен зид. Одредете доминантна боја и во неа обојте еден зид или пак дел од зидот. А во истата таа боја опремете го и ентериерот со детали, како што се декоративните перничиња, вазни, рамки за слики и слично. Се останато нека биде во изедначена тонска скала со друга боја, по можност тоа да биде неутрална. За доминантен зид одберете раскошна боја, затоа што тој ќе привлекува погледи, па нека ги привлекува на најдобар можен начин. Доколку планирате боење на зидовите во две бои, една на друга, правило е дека онаа која ќе ја одберете за долниот дел треба да биде потемна, а горната да биде посветла. Долната нијанса може да заземе површина до висина од 1 метар. Ако сепак се одлучите за колористична варијанта, две различни бои успешно ќе ги раздвоите со тенка лента, во бела боја со ширина од околу 1 сантиметар. Целиот стан визуелно ќе го поврзете доколку без разлика за колку бои сте се одлучиле, една од нив ќе употребите како детаљ во сите простории. И запомнете, боите имаат огромна моќ. Искористете ја во ваша полза. Иако се претпоставува дека се ретки оние што можат да кажат дека скандинавскиот стил на уредување на интериери не им се допаѓа, понекогаш и не е лошо да се понуди и нешто поинакво. Така шведското дизајнерско студио No Design Studio го представи проектот Hidden Tints на уредување на стан, за кој не се воделе од познатите минималистички принципи. Туку повеќе акцентот е ставен на современиот мебел и мноштвото пастелни бои, кои се особено хит во сезоната која следува. Поконкретно, проектот служел за приуредување на стара канцеларија во луксузен стан. Основните насоки биле познати уште на самиот почеток, а првично просториите биле во зелена, жолта и розова боја. Се работи за стан во зграда од 19. век, кој опфаќа 200 квадратни метри, а клиентите сакале дом кој нема премногу да ја компромитира оригиналната винтидж атмосфера. Палета на светли и лесни пастелни бои се најде над зидовите, рамовите од прозорците, но и во однос на мебелот и целата низа на декоративни детали. Некои соби се намерно направени во една боја, додека во други се преплетуваат неколку тонови. Она што го прави уникатен овој интериер е максималната искористеност на просторот од страна на архитектите, за да се овозможи што повеќе катчиња за чување на облека и предмети, без домот да изгледа пренатрупан и без просторот да изгледа загушен од шкафови. Ако се погледне целиот интериер, тој ужива во светлина и пространост, слободно диша според начинот на кој е дизајниран. Доминира белата боја и светли природни тонови за голем дел од мебелот, а мал контраст на таа светлина внесува големиот росет во темно-сива боја, кој внесува и поотмена нота на целиот простор. Пространата дневна соба во која влегува светлина од широкиот централен прозорец е испланирана заедно со трпезаријата. Трпезаријата е составена од долга дрвена маса со различни столчиња, добивајќи еклектичен изглед. Зидот зад трпезариската маса има интересна инсталација во форма на карта на светот, што му дава интересен елемент на целиот простор. Веднаш од спротива е зидот каде е суптилно поставен телевизор, обкружен со бели интересни полици наредени како скали.
каде можат да бидат поставени книги, свеќе или било што друго што сакаат инвеститорите. Исклучително добар архитектонски потек е одлуката покрај зидот и прозорецот да се постави мал простор за релаксација и поглед кон градот, на кој може да се ужива со добра книга или само да се мечтае додека се посматра урбаниот ритам. Во внатрешноста на овие 200 метри квадратни се бара изобилство на креативно размислување кога станува збор за подготвување на изгледот и составот, но и создавање на простор во кој има можност да работат од дома двајца возрастни, како и за учење на најмладиот член. Архитектите започнале со недовршен простор и повторно го дизајнирале како едноставен, модерен дом со високи тавани и отворени падини на покривната конструкција. Со цел да се разубави и нагласи планот за отворениот простор, тимовите користеле суптилна палета на бои составена од белтон и тон од природно дрво. Лизгачките дрвени врати го откриваат детскиот простор и обезбедуваат увид на двете страни од овој ентериер. Дополнителни дрвени панели може да се видат низ целиот стан, било во пори од цигари, за чување кеси или за создавање полици. Целиот стан е полн со топла, младешка и весела енергија, правејќи го одлично и живо катче и за одмор и за забави со пријателите, кои преку декорот целосно го гледаат енергичниот, истражувачки и номадски дух на неговите млади сопственици. Апартманот има практична и функционална кујна, исто така со голем број складишни елементи, како и мала бања и тоалет во современ стил. Спалната е релаксирачка, уредена во минималистички стил со кревет, шкафови, интересен лустер и дрвена рамка над креветот, која може исто така да се искористи и за мало декорирање на просторот со висечки растенија. Особено интересен простор е и малата работна соба, во која доминираат геометриски дезени. Во работната соба има креативна црн зид табла, на која може да се запишуваат работни обврски, или пак едноставно да се цртаат декоративни цртежи, кои го освежуваат карактерот на собата. Главниот лустер е во индустријски стил со геометриски изглед и остри линии. Геометриската тема продолжува и над зидот кој изгледа како комплексна мрежа, прекриена со полици во речиси Тетрис шема. Неочекуван момент во целата работна соба е малото парче природа, односно дел од подот кој е прекриен со бели крупни камчиња, кои внесуваат мала зен доза во просторијата. Многу луѓе ги сакаат просторот и удобноста во своите домови. Просториите треба да бидат исполнети со сончева светлина, каде што сето тоа потсетува на топлината на сезоната, а животната средина промовира целосен одмор. Светла позадина ќе помогне да се создаде пријатен ентериер во мирна шема на бои, а пастелните тонови се совршено решение за тоа. Зидните облоки се секогаш предмет на влијание од надвор, но денес можете да изберете покриеност кој се разликува според издржливоста. Моделите со отпорност на влага се отпорни и на абење. Тие можат да го издржат и влажното чистење, пошто зидовите целосно ги задржуваат привлечноста и изгледот, а соодветната текстура ќе му даде елеганција на самиот ентериер. Пастелните бои се хит оваа сезона. Па дали може би и вие би ги вклопиле во вашиот модерен ентериер? За денес и за овој квадрат тоа беше се што подготвивме. Се надевам дека уживавте во секоја минута од ова наше дружење за денес и се надевам дека уште одсега го резервирате неделното претпладне следната недела за нас. А ние ќе бидеме тука со нови идеи, нови совети и нови инспирации за уредување на вашиот дом. Ви благодарам на вниманието, останете во добро расположение. Пријатно!